Бидејќи политичар треба да има дарба и да знае да говори, и да знае да менеджира, управува и да ја љуби својата татковина. Само че му посакам добровечер и добро дојде на мојот драг соговорник Александар Ристевски и ќе му речам добровечер и добро дојде. Добро вечер, Томич. Како си? Многу добро. Што значи да бидеш оратор? Да искажеме тоа што е, ајде. Седам сам во мојата соба. Оземам именикот и гледам низ него, да ги побарам некои од моите пријатели. И стајки така низ именикот, приметувам дека добар дел од нив веќе не се меѓу нас. Не, ПП, с краја да е. Не се починати. Едноставно, патот поднози се разбегале негде низ светот. Ги има секакви. Богати, сиромашни, убави, грди, дебели, слаби, неписмени, среднисти, факултетли, магистри, секакви. Нешто на вистина мора да не е во ред со нашата држава кога тие во неубавите години од својот живот решиле да скитаат некаде низ светот. Не знам зошто не престанува низ главата да ми се врти една песна што да не ја бев научил. Како ли она одеше? Вака. И тогаш нема да паднам. И мртов ќе бидам живот. Мене отровни магли со бич ми биеле чело, со дождој ме копале со канџи до рбет, до секоја коска. Јас разбойник, кој немам ништо и имам се. Намуртен, скитни, грешен, што проклетство ко вери ги носам. И имам само срце. И ништо освен срце машко. Ништо освен срце машко. Дали на вистина немам ништо? Ништо освен вербата во себе и мислата дека можам да сменам нешто, да направам разлика. Самиот? Нема шанса. Но заедно со останатите? Може би. Ајде барем за миг да се завртиме кон самите себе си и да кажеме дека можеме, дека сме тука и дека не се предаваме. Но тоа ќе го направиме само доколку се откажеме од желбата за еден мандат да заработиме толку колку што нашиот татко и нашиот дедо цел живот не заборавиле. Не заработиле. Да му покажеме на светот дека сме тука, дека постоиме и дека не се продаваме. Македонија е се што имаме. Режи знаење што следува. Јас само да се надополнам уште нешто. Господинот Томич ме измотивира. Мислам дека со мали грешки го кажа во овој авторски говор кој го имам напишано јас со една песна која се вика Ехо на разбойничката од Славко Јаневски. Ова е говор кој јас го имам кажувано пред 19 години. Така